Така, значи, Излез, 20 глава, од 1 до 17 стих. 89. На страна 89 во Библиите, кој што ги имаме. Да го чуеме Господовото слово. Тогаш Бог ги изговори сите овие зборови. Јас сум Господ твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Не ќе си правиш врезан лик, ниту некаква слика на она што е горе во небото, или долу на земјата, или во водата под земја. Не ќе им се поклонуваш, ниту ќе им служиш. Зашто јас, Господ, твојот Бог, сум ревнив Бог. Ја посетувам неправдата на татковците, на оние кои ме мразат, на децата до 3-то и 4-то поколение, а покажувам милости на илјадници кои ме љубат и ги пазат моите заповеди. Не ќе го изговараш напразно името на Господа, твојот Бог, зашто Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно неговото име. Помни го саботниот ден, за да го осветуваш. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи, а 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш ни ти, ниту твојот син, ниту твојата ќерка, ни твојот слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти, зашто во 6 денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори. Затоа Господ го благослови и го освети саботниот ден. Почитувај ги твојот татко и твојата мајка, за да ти се продолжат дните на земјата, која ти ја дава Господ твојот Бог. Не ќе убиваш, не ќе прељубодејствуваш, не ќе крадеш, не ќе сведочиш лажно против твојот ближен, не ќе го посакуваш домот на твојот ближен, не ќе ги посакуваш жената на твојот ближен, ни неговиот слуга, ниту неговата слугинка, ни неговиот вол, ниту неговото осле, ни што и да е што му припаѓа на твојот ближен. Амин. Денеска со Божја волја ќе разгледаме третата заповед, која се наоѓа во 7-миот стих од текстот што читавме, која гласи: не ќе го изговараш напразно името на Господа твојот Бог, зашто Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно неговото име. Кога ќе кажеме дека некој има угледно, славно или добро име помеѓу луѓето, подразбираме дека тој збор име има преносно значење. Не мислиме дека има убаво и добро име како личен назив, туку дека неговата репутација е угледна. Зборуваме дека тоа име го бие добар глас. Поради тоа никој човек не сака да му биде неговото име извалкано, онечистено. Секој сака да има добар углед помеѓу луѓето. Лошото име само по себе носи непочитување од другите и срам за себе си, срам за блиските. Угледот или репутацијата се стекнува преку карактерот на човекот. И затоа секој од нас треба да се труди и да бара неговото име да биде угледно пред другите, изградувајќи го својот карактер според моралниот стандард од Бог, поставен од Бог. И како што ни вели мудриот Соломон, доброто име е подобро од големо богатство, или подобро е доброто име отколку скапоценото масло. Тоа е прашање кое вреди секој од нас да си го постави. Дали твоето име го бие добар или лош глас? Но секако треба да сватиме дека и да не заборавиме дека може нашето име да го бие лош глас, поради што самите ние се идентификуваме со Христовото име. И можеби луѓето не гледаат настрана и зборуваат лоши работи за нас, но да не се обесхрабруваме, бидејќи самиот Исус ни вели во Матеј 5 глава од 11 и 12 стих: блажени сте кога ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас, секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата.
зашто така ги гонеа пророците, кои беа пред вас. Така со Божјата помош сакам денеска да ја разгледаме третата Божја заповед која зборува за таа тема, за името, но не човечко, туку Божјото име. Во оваа заповед, како и во првите две, Бог ни говори за љубовта наша спрема Бог. Како што знаеме, првите 4 заповеди се сумирани со тие зборови: љуби го Господа својот Бог со сето свое срце, со света своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. Па така претходните две проповеди зборувавме за првата заповед, која се однесува за тоа на кој треба да му служиме, на Господ Бог, и втората заповед, која што се однесуваше за тоа како треба да му служиме, правејќи го она што тој ни заповедал. Но сега доаѓаме до третата заповед, која зборува за нашиот однос спрема Бог, или начинот на кој што ги користиме работите во кои што Бог ни се објавил. И со тоа ќе видиме поцелосно како нашата љубов треба да биде изразена, посочена кон Бог, како да го љубиме Бог. И најпрво ќе разгледаме самата заповед, самите тие зборови во заповедта, за да сватиме што точно подразбира и за потоа да видиме што Бог ни забранува и што Бог бара од нас. И како и во втората заповед, и во оваа заповед имаме причина дадена на крајот од заповедта што не поттикнува на послушност, која Бог, Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно неговото име. Тоа е причината зошто треба да се пази оваа заповед. Како што прочитавме, самата заповед гласи: не ќе го изговараш напразно името на Господа твојот Бог. И тука, како и во првите две заповеди, имаме забрана за изговарање на Господовото име напразно. И сакам да разгледаме што поточно значат самите зборови, за полесно да ги разбереме импликациите, работите што излегуваат од самата заповед, што Бог ни забранува и што Бог бара од нас, како да го следиме и како да бидеме послушни од Него. Во сите македонски преводи што ги имаме, истиот глагол што е изговараш е преведен така: изговараш, не ќе го изговараш. Но самиот глагол на еврејски подразбира многу повеќе од тоа, и во преводот кој што го користиме, преведувачот, согледувајќи го тоа, истиот збор еднаш го преведува не ќе го изговараш, за потоа да рече на крајот нема да Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема. Значи изговараш и зема. Глаголот на еврејски во себе го содржи значењето и на тие два глаголи: изговараш и зема. Но содржи и повеќе од тоа. Правичната форма значи подигање, издигање. Како што читаме во Псалм 25:1: кон Тебе, Господи, ја подигам мојата душа. Тука се користи истиот тој глагол, подигам. Или извикување со силен глас, исто така значи самиот глагол, како во Псалм 93:3: Господи, реките ги издигнаа своите гласови. Истиот глагол. Во Битие, пак 4 глава и 13 стих, тој збор е преведен како поднесува, а Каин му рече на Господа: мојата казна е премногу тешка за да се поднесува. И според овие стихови и примери, можеме да заклучиме дека оваа заповед со користење на тој збор не зборува само за изговарање преку нашата устна, туку повеќе од тоа. Можеме да гледаме на оваа заповед како забрана за земање или користење на Господовото име не само со нашите усти, туку и со целиот наш живот. Името на Господ, таа фраза во оваа заповед, подразбира повеќе од само едно име, бидејќи самиот Господ Бог се открил себе си низ Библијата со многу имиња и титули, како што се Господ, кој е преведено од Јехова или Јахве,
Исто така, Бог, јас сум кој сум, Исус Христос, Господ Бог, Семоќен Бог, Господ на воинствата, Емануел и така натаму, многу други имиња и титули. Но Бог го знаеме не само преку Неговото име, туку и преку Неговиот карактер, Неговите уредби, Неговите дела. И затоа таа фраза, името на Господ, значи повеќе од самото име, туку ги опфаќа сите начини на кои што Бог ни се открил нам. А зборот напразно, кој што го користи тука Бог, не ќе го изговараш напразно името на Господа, е само објаснувачки збор. Е од на и празно, означува нешто што е празно, бескорисно, нешто што е лажно, што не држи вода, би рекле. Но самиот збор еврејски понекогаш се користи како објаснување на идолите. Како во Псалм 31:6 вика, ги мразам оние што ги почитуваат суетните идоли, а јас се надевам на Господа. И тука тој збор суетните е истиот збор напразно. Или исто во пророкот Јона 2:8 вика, оние кои се придружуваат кон суетните идоли ја оставаат својата добродушност. Истиот збор, суетните или напразно. Исто и во Еремија 18:15. А мојот народ ме заборави мене, му принесуваат кадење на ништожество. Тој збор. Се сопнуваат на своите патишта, на древните патеки одат по врвиците и непроодниот пат. Па така гледаме дека значењето на овие зборови изговараш или земаш, користиш напразно името на Господа, значи да се користат напразно или без здраво почит Божиото име, Неговиот карактер, Неговите дела, Неговиот збор, како нешто што е световно, наместо како нешто што е свето или посветено за света употреба. Користење на она што е Божјо како нешто што е безбожно. Името Божјо е славно и страшно име и заслужува длабоко почитување и страв од секој човек, од секој нас тука. И така доаѓаме до првото прашање, што реков дека ќе го разгледаме, што ни забранува Бог преку оваа трета заповед. Како што започнав, секој човек сака да има угледно име. Но ние како луѓе ја имаме таа желба и потреба често пати поради суетни причини. Во оваа заповед гледаме дека Бог сака да биде Неговото име воздигнувано правилно и да биде чисто од секоја ништожност. И тоа не е од суетни и празни причини, како што човекот во својата гордост сака да биде угледен и славен. Бог е совршен и нема ништо во него што би можело да го обесчести, обезвредни Неговото име. Неговиот карактер, како што ни се вели, е свет, свет, свет е Господ Бог. Тоа значи дека и Неговото име, што опфаќа се преку што се објавил, е свето. И треба да биде гледано така. И затоа првата молба во молитвата Оче наш е да се свети името Твое. И во оваа заповед Господ Бог јасно ни забранува злоупотреба и осквернување на тие нешта преку кои што Бог ни се објавил. Ќе погледнеме на какви начини може да се биде виновен за извршување на она што е забрането, за да знаеме како му грешиме на Бог и зашто треба да се покаеме. Најпрво ќе зборуваме за обесчестување на Божјото име преку богохулство. А што е богохулство? Тоа е зборување без страв и почит за Бог и за светите нешта преку употреба на надвредлив говор или исмевање. Тоа е исмевање, критикување или потценување на Бог и Неговите дела.
И имаме примери во Библијата за такви нешта и сакам да разгледаме неколку нив. Гледаме во Езекијел 18 глава, 25 стих. Израелците како зборуваат за Бог и читаме таму: а вие велите, Господовиот пат не е праведен. Чуј, Израелев доме, мојот ли пат не е праведен? Не се ли вашите патишта неправедни? Тука гледаме дека израелците го обвинуваат Бог за неправедност. Тоа е страшно нешто, но и во нашето обкружување, во денови на страдање и големи несреќи, често се слуша тоа: ако Бог постоеше, немаше да го дозволи тоа. Или ако Бог беше добар, немаше ова зло да се случи. Но тоа е страшно ако ние го изговараме тоа, бидејќи ние го негираме Божиото постоење, Божијата добрина, Божијата праведност и гледаме на околноста како нешто што го одрекува неговото постоење. Но со тоа уште повеќе се зголемува нашиот грев, при што се негира самото постоење на Бог. Како што и фараонот во Библијата, во Излез, гледаме атеистички богохули на самиот Бог, семојтниот, оној кој што го создал и него. И читаме во Излез 5 глава, 2 стих, каде што Мојсей оди да бара од фараонот да ги пушти израелците да го прослават својот Бог. Фараонот одговара: кој е тој Господ за да го послушам јас, одговори фараонот, и да ги пуштам израелците? Јас не го познавам тој Господ, ниту ќе ги пуштам израелците. И браќи и сестри, во оваа заповед баш тоа ни се забранува. Господ Бог го мрази богохулството. А може би ти со твојот практичен атеизам си хулел на Бог во своите мисли, надевајќи дека Бог не ја видел богохулната мисла, дека не согледал. Но Господ ги знае нашите мисли, знае се во нас, а затоа и потребно и ние да молиме како псалмистот: зборовите на мојата уста и размислувањата на моето срце нека бидат угодни пред Тебе, Господи, тврдино моја и избавителу мој. А друг пример, што сакам да го разгледам во Библијата за богохулство, е од страна на Рапсак, слугата на асирскиот цар. И читаме во Исаија 36 глава, 18-20 стих, каде што асирскиот цар го праќа својот слуга Рапсак да им говори на израелците и посебно на царот Езекија дека асирскиот цар не се плаши од нив и дека кога тогаш ќе ги уништи. И Рапсак се осмелува да рече: не оставајте да ве измами Езекија велејќи ви: Господ ќе ве избави. Дали боговите на другите народи ги избавија своите земји од рацете на асирскиот цар? Каде се ематските и арфатските богови за да избават Самарија од моите раце? Кој меѓу сите богови на тие земји ја избавија својата земја од мојата рака, па Господ да го избави Јерусалим од мојата рака? Рапсак тука зборува против силата на Господ, Бог, и со тоа зборува лажно и напразно за Бог. И тоа е тоа богохулство, зборување против Божијата моќ, Божиото величие, Божиото постоење, или општо богохулно зборување за Бог. Но забраната тука во оваа заповед се прекршува и со погрешно толкување и погрешно применување на Божиот збор, Божиото слово, а е воено и правење шали, шегување, употребувајќи го Божиото слово. Тоа е осквернување и злоупотреба на зборот преку кој Бог нас ни се објавил и нанесува штета не само на нас, туку нанесува штета и на оние кои што не слушаат, ако го извртуваме Словото Божјо. Оние што зборуваат во името на Бог, затоа треба да бидат многу предпазливи,
да не би го оскверниле и погрешно да го толкуваат и погрешно да го применуваат на оние кои што ги слушаат. Апостолот Петар во своето послание ни укажува за луѓе кои тој ги наречува како неучени и неутврдени, кои ги изопачувале посланијата на апостолот Павле, но и другите писма ни се кажува таму. И Петар јасно вели дека тие го прават тоа за нивна погибел. Затоа Бог е оној што ги повикува своите служители, оние кои што ќе го пренесуваат неговото слово и преку црквата ги обучува, ги опремува, ги утврдува, за да не се хули неговото слово и неговото име преку тоа изопачување и учење лажни доктрини. Военно, како што спомнав, правењето шали и смеењето со Божјото слово е забрането преку оваа заповед. Неговото слово е сериозно, изборува за сериозни работи. Не е шега. Но секако Бог во него е полнотата на радоста, во него е цела среќа за човекот, но тоа не е исклучува сериозноста. Употребата на словото, на Божиот збор како шега е непочитување на Бог. Можеме тоа лесно да го сватиме преку нашата природа, преку нашите природни односи со другите луѓе и со нашите блиски. Дали некој од вас би сакал своите деца да си прават шеги со ваши сериозни зборови? И да ги сваќаат вашите сериозни зборови како шала? Одговорот е секако не, никој не би го сакал тоа, па така многу нормално и Бог не сака со неговите сериозни зборови што се изречени во неговото слово, некој да се шегува и да си прави шали. Исто така, бидејќи проповедањето е проповедање на Божјото слово, какви било шеги од проповедникот, не е само непочитување на Бог, туку покажува и негрижа за душите на луѓето кои што го слушаат. Преку проповедањето на Словото Бог благоволи да ги доведе грешниците до покаяние и вечен живот во Христос Исус и да ги опомени за нивниот грев. Па така нема ништо смешно во вечната одвоеност од Бог. И затоа треба и тоа да го препознаваме во учители кои што се шегуваат од амвонот, од проповедалната. Тоа е нешто што го осквернува Божјото слово и Божјото име и треба да не ожалостува нас и да имаме ожалостен дух поради неговото име што се онечистува. Други работи кои што се осквернување и злоупотреба на Божјото име се лицемерното и номинално христијанство. Што значи тоа? Да се декларираме како христијани означува да го носиме Христовото име на себе, да речеме дека сме Христови. И бара од нас тоа посебна грижа да не живееме спротивно на она што Бог го бара од нас. Лицемерното прикажување како христијани е напразно искористување на Господовото име и како што вели Христос, почитување на Бог со устните, а срцето да е далеку од Него. Тоа е строго забрането. Во осквернувањето на Божјото име спаѓа исто така и неисповедање јавно името Господово. Ако сме вистински христијани, треба јавно да го исповедаме Христовото име. Бог бара од нас да не се срамиме од Него, туку да бидеме јасни дека сме Негови и дека Тој е Господарот над господарите и единствениот Спасител преку кого можат луѓето да се спасат. И Исус вели: зашто кој се срами од мене и од моите зборови во овој прелюбодеен и грешен род, и човечкиот син ќе се срами од него, кога ќе дојде во славата на својот татко со светите ангели. Марко 8:38. Исто така, секое негодување против Бог и неговите дела, против неговата промисла,
е осквернување и злоупотреба на Божите замисли. Заповедано ни е: се правете без мрморење и двоумење. Во Филипјаните 2:14. Исто ни е кажано во посланието до римјаните: но кој си ти, о човекот, да му одвраќаш на Бога? За ракотворбата ќе му рече на ракотворецот: зошто си ме направил таква? Никако. Не смееме да го злоупотребуваме Божиото име и Божите промисли преку мрморење или негодување или незадоволство за околностите во кои што се наоѓаме. Друго нешто што е злоупотреба на Божиото име е зачестеното користење на Неговото име во молитва. И ако немаш што да кажеш кога се молиш, подобро е да молчиш и со малку зборови да пристапиш кон Бог, отколку да се употребува Божиото име на секој втор збор. И мислам, знаете за кое повторување и зачестување зборувам, кога во молитвата постојано се зборува Господи Боже, Господи Боже, на секој втор збор. Тоа е злоупотреба на Божиото име, зашто Божиото име не е сврзник во нашите реченици и не смее да биде така. Не смее да биде изустувано напразно и без да промислуваме што зборуваме. Понатаму ќе зборувам како треба да биде користено Божиото име, но никако не смее да биде извик исто така во нашите секојдневни разговори. Тоа не покажува во нас побожност ако го искажуваме Божиото име во нашите секојдневни разговори, туку напротив, тоа е злоупотреба на Неговото славно и страшно име. Треба да пазиме кога го кажуваме и треба секогаш кога го спомнуваме Неговото име, навистина да мислиме за Него и да го прославиме Него. Не би сакале и за нас лично некој постојано да го изустува нашето име. Тоа ќе ни здосади и ќе сакаме да прекине тој човек да го изговара нашето име. Тоа не е нешто што и нас самите како луѓе не задоволува, па така ни Бог не го задоволува на празното извикување на Божиото име. И тука исто сакам да спомнам дека сите тие цовки и изговори кои што се користат во народот, помеѓу народот, тие празни шеги и празни зборови, цовки, се во еден вид земање на светото. Најчесто е така, сите цовки се сексуални цовки или земање на Божиото име и правење цовка која што го сведува светото на световно. Го носи она што е небесното во тињата и калта на овој свет. И тоа никако не смее да биде во нашите устни. Не смее да биде тука помеѓу нас. И тоа прилепско што си го имаме, одма да изговориме некој неугледен збор. Тоа е погрешно и Бог го мрази тоа. Последно нешто што сакам да разгледаме во однос на тоа што ни е забрането преку оваа заповед е употребата на клетви, заклетви, завети и лажното сведочење. Јасно ни е кажано во Римјаните 12 глава: благословувајте ги оние кои ве гонат, благословувајте ги, а не проколнувајте ги. Колнењето на другите или повикувањето на Божиот гнев врз други е спротивно од оваа заповед. Па така таа фраза "ѓавол да те земе" е одвратна и грешна пред Бог, бидејќи ѓаволот го ставува на местото на Бог. Господ Бог е оној што има власт над душата и телото, а не сатаната. Лажното сведочење е исто така посебна заповед во 10 Божи заповеди, во 9-та заповед го имаме тоа, но тука
за такво сведочење кое го вклучува Божиото име. Не треба да сведочиме ако знаеме дека нешто е лага, како во случајот со Навутеј во Прва Цареви, 21 глава, 13 стих, каде што вика: тогаш дојдоа двајца никаквеци и го оптужија Навутеј пред народот. Навутеј ги проколнуваше Бога и царот. И така го изведоа Навутеј надвор од градот, го обсипаа со камења и тој загина. Тука гледаме лажно сведочење. Тие никаквеци, како што се наречени, знаеа дека Навутеј го нема тоа направено, но го оптужија. И тој загина поради таквото оптужување. А исто така не треба да сведочиме за нешто ако не сме сигурни за тоа дали е вистина или не е вистина. Како во случајот со обвинувањето за Исус Христос. Во Марков 14 глава, 58 стих, читаме: ние го чувме како зборуваше: ќе гурнам овој ракотворен храм и за 3 дни ќе изградам друг неракотворен. Но ни така нивното сведоштво не беше еднакво. Не се совпаѓаше она што го зборуваа. Така тие не беа сигурни за нештото што го обвинуваа Христос. И затоа не треба да сведочиме за некого ако знаеме дека тоа е лага или ако воопшто не сме сигурни дали тоа е вистина или лага. Најде да зборуваме за тоа заколнување или заветување. Бог во Стариот Завет, преку оваа заповед, забранува лажно заколнување во името Господово, а за тоа можеме да видиме во Левитска, 19 глава, 12 стих, каде што вели: не колнете се лажно во моето име и не осквернувај го името на твојот Бог. Јас сум Господ. А военно во Второзаконие, 6 глава, Бог заповеда да се заколнуваме во Неговото име. Тоа ни е заповед, треба да се заколнуваме. Кога е таква околноста, Бог, бој се од Господа, од твојот Бог, искажувај му нему почитување, заколнувај се по Неговото име. Исто во Излез, 22 глава, 10 и 11 стих, знаеме дека Бог ни заповеда дека треба да го искористуваме тоа заколнување во Неговото име. И читаме: кога некој ќе довери на својот сосед говедо, глава, добиток или какво и да е животинче, па тоа пцовица или сирани или некој го одвел, а да нема сведок, за клетвата пред Господа нека одлучи меѓу двајцата дали чуварот посегна или не по имотот на својот ближен. Тоа нека му е достатно на собственикот, а чуварот не е должен да надоместува. Гледаме заклетва пред Господа. Но, треба да се запрашаме, бидејќи Исус во беседата на гората, во Матеј 5 глава до 7 глава, зборува нешто што навидум изгледа контрадикторно на ова, а истото ни е спомнато и во Јаков. И читаме во Матеј 5 глава од 33 до 37 стих. Уште сте чуле дека им било речено на старите: не нарушувај клетвата, а исполнувај ги пред Господа своите клетви. А јас ви велам, не колнете се никако ниту во небото, зашто е Божи престол, ниту во земјата, зашто е подножие на неговите нозе, ниту во Ерусалим, зашто е град на великиот цар. Не ќе се колниш ни во својата глава, зашто не можеш ни едно влакно да го направиш бело или црно, туку вашиот збор нека биде да, да, не, не. Што е повеќе од тоа, од лукавиот е? Како да го разбереме ова? Дали Бог е контрадикторен на себе си? Ако знаеме дека Исус Христос е Бог, а истите заповеди што ги читавме во Второзаконие и во Излез се од Бог, Богот троедин, како да разбереме тука што Исус ни кажува? Мораме да знаеме и да го исповедаме тоа дека Бог не е контрадикторен и Неговото Слово никако не е контрадикторно на себе си. И мораме поради тоа да погледнеме на контекстот на зборовите Христови. Во 17 стих од таа беседа, тој вели дека не дошол да ги поништи законот и пророците, туку да ги исполни. Значи, Христос не дошол
да ги поништи законот, значи се она што го има во ова петтокнижие, туку да го исполни тоа. И во оваа беседа Христос ги исправа грешките и погрешните фарисејски толкувања на законот. Па така и со колнењето. Бог забранува лажно заколнување во неговото име, а воедно, како што гледаме во оваа трета заповед, и напразно заколнување. А фарисеите, за да не го изговараат напразно Божјото име, мислеле дека ќе го избегнат тоа и напразно ќе се заколнуваат во небото, земјата, Ерусалим, или во себе си, или во други луѓе. Но Исус тоа им кажува дека е вклучено во Божјото име. Сите тие нешта се насочени кон Бог. Така да не треба да гледаме на овој текст како забрана за секое заколнување, бидејќи тогаш мораме да речеме дека Павле грешил со тоа што се колнел и во Божјото Слово, каде што им пишува на римјаните и вели: и Бог кому му служам со својот дух во објавувањето на Евангелието за неговиот син, ми е сведок дека постојано си спомнувам за вас. Тука користи заколнување во Божјото име, дека тој е сведок. Истото во Коринтијаните вика: јас го повикувам Бога за сведок на својата душа, дека штедејќи ве вас не дојдов веќе во Коринт. Но тука со таа беседа Христос зборува за тоа празно заколнување, што било често помеѓу фарисеите. Се заколнувале во Ерусалим, се заколнувале во храмот, во жртвата, во олтарот, во сите тие нешта, само за да го избегнат Господовото име, да не го користат напразно. Но тоа е исто забрането во третата заповед. Исто помеѓу нашиот народ заколнувањата се чести и тие извици, жими, жити. Тука Бог нас не ги забранува. Не прилега на оние што го носат Христовото име да ги користат тие празни заколнувања, туку нашите зборови, како што вика Исус, да бидат да или не. Доаѓаме сега до второто прашање: што се бара од нас или што ни е заповедано како наша должност преку оваа заповед? Ако ни беше забрането осквернување и злоупотреба на Божјото име, неговиот карактер и неговите дела, неговиот збор, тогаш од нас се бара спротивното, да ги користиме тие работи свето и со почит. Ова заповед од нас бара да зборуваме во понизност за него и за сите свети нешта, со почит и љубов спрема Бог. Исто така со понизност, почит и љубов да ги сакаме нештата што Бог ги зборува и да сакаме да слушаме за Господ Бог. И добар и интересен пример имаме во Еглон, Моавскиот цар, кој што не беше израелец, кој што го почитуваше Словото Божјо. И ни се вели во Судии, 3 глава, 20 стих: Аот влезе, царот седеше во ладната горница, царот Еглон, и беше сам. Аот му рече: цару, имам за тебе слово од Бога. Тој веднаш стана од престолот. Веднаш стана, се исправи да го чуе Божјото Слово. Дали го имаш ти ова во себе си? Дали Божјото Слово и сите негови работи предизвикуваат стравопочит во тебе? Бог го бара тоа во оваа заповед. Спротивно од богохулство, Бог бара свето воздигнување на неговото име, свето размислување за неговите патишта и свет разговор за неговите дела. Друго што се бара од нас во оваа заповед, спротивно од срамење за Бог и од Бог, е јавното и смело исповедање на Господ. Мораме да бидеме јасни со тоа кој е Бог, кои сме ние во Него. Мораме да зборуваме за посветеноста што Бог ја бара, да му веруваме и да ги почитуваме неговите зборови, дела, но и неговиот народ. И така секој кој ме признава мене пред луѓето, ќе го признавам и јас пред него, пред мојот Отец кој е во небесата. Матеј 10:32.
Исто така, нашето исповедање вера во Христос да биде пропратено со вистинска побожност. Тоа се бара од нас. Светот ги гледа нашите дела, а многу послабо ги слуша нашите зборови. Па така дали твоите дела се косат со твојата исповед на вера, со тоа што кажуваш дека си христијанин, дали твоите дела го потврдуваат тоа? Ако денес зеде од Господовата вечера, учествуваше во Господовата вечера, со тоа се идентификуваш како христијанин, но дали твоите ближни, оние кои што се околу тебе, колеги, роднини, комши, дали го гледаат Духот Христов во тебе? При крштевањето Бог го става Неговото име на нас и ние се заветуваме да одиме по Неговите патеки. Дали го држиш тој завет што го склучи при крштевањето? Бог бара од нас да живееме доследно на нашата исповед. Затоа спротивно од лажното колење, ние сме повикани да се држиме на оние наши ветувања и заколнувања. Нашите зборови секогаш да бидат вистинити, бидејќи Господ Бог е вистинит. Оваа заповед исто така бара од нас благодарно повикување на Божиото име, оддавајќи му слава за сите нешта. Тој е Бог кој ги слуша нашите молитви. Ни е кажано в Псалм 99:6. Мојсей и Арон, меѓу неговите свештеници и Самуил, меѓу оние кои го повикуваат Неговото име, го викаа Господа и тој ги послуша. Нашите срца треба да бидат исполнети со благодарност за сите нешта со кои Бог не благословил. Ние треба да ги прифаќаме сите околности во кои што се наоѓаме и да се научиме да живееме задоволни во сите нешта, спротивно од мрморење и негодување за Божјата промисла. Ако со луѓе се однесуваме со почит, имаме желба да го држиме нивниот углед чист и преку тоа нашата врска со нив се подобрува и се зацврстува, колку повеќе тоа така со Господ Бог. Многу е битно како му пристапуваме нему. И затоа ќе ве запрашам дали имате почит и страв, дали имате љубов и желба за воздигнување на Неговото име. Бог во оваа трета заповед дава причина, исто така за пазење на истата, и привршуваме, која што треба да пробуди длабоко размислување за нас. Тој вели зашто Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно Неговото име. И може би си мислиш дека зборувањето напразно за Бог и за Неговите дела не е некој посебен грев, но поради тоа Бог ја дава оваа причина. Може би си мислиш ако се исклучиш, не слушаш на богослужбите, нема ништо што може да те казни Бог. Но Бог вика нема да го избегне никој праверниот суд Божи, ако со мислите, зборовите и делата го осквернуваме Божиото име. Зошто? Бидејќи Неговото име е свето и Господ го мрази богохулството. За жал, помеѓу луѓето често се избегнуваат последиците од прекршување на оваа заповед, но Бог е оној што нема да остави да биде прекршувана без праведен суд. И за оние сакам да ве запрашам кои што сте далеко од Христос и Неговото спасение, кои што не сте го спознале Христос и Неговата спасоносна мој, дали оваа заповед не ве уверува за грев? Колку пати си го осквернил и злоупотребил Божиото име? Бог те повикува и денес на покаяние. И навистина има надеж дури и во тој грев на богохулство. Се наоѓаш во тажна состојба ако не ја гледаш потребата за спасение. Бог јасно кажува дека нема да го остави неказнет гревот. Но Господ Бог еднаш го казни гревот, тоа во Христос Исус. И зошто да не бидеш сочуван и да живееш? И само преку крвта Христова има очистување. Погледни кон Него и добие ослободување од таа казна.
Тој, Исус Христос, е спасителот на светот. Името кое го хулеше, иронично е името преку кое можеш да се спасиш. И во Дела апостолски ни се вели во 4 глава, нема спасение ниту во еден друг, ниту има друго име под небото, дадено на луѓето, преку кое мора да се спасиме. Исто Павле ни вика, секој кој ќе го повика Господовото име, ќе се спаси. Зошто да не го повикате и сега Господовото име и да живеете? Размислете за тоа и донесете вистинска одлука. Но и за оние кои што сме нашле благодат и милост од Бог, нека овие размислувања бидат поттик за покаяние и обновена послушност кон неговите заповеди за наше осветување. И никако да не мислиме дека преку пазењето на оваа заповед или било која друга, ние можеме да се оправдаме. Оправдани сме само преку совршеното пазење на сите заповеди од страната на Христос Исус и не по нашата заслуга, туку единствено преку неговата благодат. Нека и оваа заповед и длабочините незини бидат еден прозорец кон славата Христова, кој во ниту еден миг не ја прекрши оваа заповед, туку целосно ја одржа и го прослави својот Татко Небесен. И сите искрено да извикаме со псалмистот, не нам, Господи, не нам, туку на Твоето име дај му слава заради Твојата милост и вистина. Амин. Да се помолиме. Можеме да се исправиме и да се помолиме. Всемојќен Господи, Боже наш, Ти благодариме што можеме и овој ден да Те прославиме Тебе, што си одвоил еден ден од 7 да бидеме одморени од земните нешта и да ги насочиме нашите мисли кон Тебе и кон небесните нешта. Ти благодариме што во Твојата милост ни зборуваш преку Твоето Слово, не опоменуваш за грев, не уверуваш за грев и ни укажуваш на потребата од спасение во Христос Исус. И Те молиме, Господи, Ти прости ни за сите наши гревови, прости ни за непазењето на оваа заповед, прости ни што многу пати сме ја прекршиле, дали во нашите мисли, дали во нашите зборови или нашите дела. Прости ни и биди милостив спрема нас и очисти ни од нашето беззаконие. Те молиме за оние кои што не веруваат во Тебе, Ти всади во нив спасоносна вера и дај им да се обратат кон Тебе и да бидат спасени, да повикаат на Твоето славно име. И Те молиме Ти допри во нивните срца и спаси ги. Се молиме за нас кои што Ти си не повикал по Твојата добра волја да Ти служиме Тебе. Те молиме за да ја обновиш нашата послушност кон се што е Твое и дај да стоиме цврсто во Христос Исус и во Неговата жртва. Ти благодариме што ете и преку Господовата вечера Ти не подсетуваш дека Ти припаѓаме Тебе и Ти не охрабруваш и не поттикнуваш. Те молиме Ти преку тоа зајакни ја нашата вера и зајакни го нашето заедништво со Тебе. Те молиме Ти дај ни благословено време во заедништво и после оваа богослужба и преку целиот овој ден дај нашите мисли да бидат насочени кон она што е свето, а не кон она што е световно. Се оставам во Твоите раце, во името Христово се молиме. Амин.